Обвинетите за пожарот во дискотеката Пулс го оспоруваат градежното вештачење според кое објектот имал низа пропусти. На наодите на тимот градежни вештаци, денеска во судницата се спротиставија адвокатите на сопственикот на објектот Гроздан Милковски и општинскиот градежен инспектор Огнан Ѓорѓиев. Според одбраната, пред да биде пренаменет во дискотека, објектот ги исполнувал сите градежни стандарди, а тоа го потврди и градежниот вештак Горан Марковски. Тој пак појасни дека иако во објектот кираџи е станал прво обвинетиот Дејан Јованов, обврската за пренамена во угостителски објект била на сопственикот на зградата. Материјалите кои се користеле за просторот да прерасне во дискотека биле пресудни за катастрофалниот пожар. Брзото ширење на пожарот е директна последица на изборот на несоодветни материјали за градба, но нашето вештачење не се занимава со причините за настанување на пожарот, кажа во судницата професорот од градежниот факултет Горан Марковски. Прашањата на адвокатите упатени до градежните вештаци, роднините на загинатите ги сметаат како обид за одолговлекување на судењето. Ако има што да се побие во вештачењето, повелете со факти, документи, стручни аргументи и конкретни прашања. Но ако нема што суштински да се оспори, одолжувањето на рочиштето нема магично да создаде аргументи. Ние ќе седеме и ќе слушаме колку што треба. Градежното вештачење за Пулс ќе се анализира и на следните судења за пожарот за кои се обвинети 34-ца. Според документот, објектот не смеел да се користи како дискотека, вградените материјали биле небезбедни, а просторот немал никаква противпожарна заштита. Зоран Јаневски, Сител телевизија.